мислам дека треба да се отиде еден чекор напред и мислам дека оваа репрезентација може да го направи тоа. Тој чекор напред, може и два, дај Боже. Играчите се тие. Може би доби квалитет оваа репрезентација со подмладувањето за тоа што тие играчи од тоа европско првенство и ова европско првенство поминати се 2 години имаат собрано поголемо искуство. Зборам у комбинација на повозрастни и млади. Сменете стручниот штаб. Сега е Раул Гонзалес, докажан стручњак. Мислам дека и во тој поглед треба да бидеме поголеми оптимисти дека ќе забележиме подобар пласман него пред 2 години на тоа европско првенство. И со оглед на групата што ја имаме, не е лесна. Мислам дека можеме сите да ги добиеме, можеме и сите да загубиме. Мислам дека ќе биде пеколно тешко. Тоа е број 1. Мислам дека е Црна Гора репрезентација која ни лежи и сите тука некако гледаме таа шанса. Сега една реална слика би била. Нели, ние ќе идеме на сите надпревари на победа. Ќе пробаме да победиме Словенија. Фактот што е Словенија трета репрезентација во свет, че ние да го победиме третиот во свет е чудо во овој момент. На таа карта, значи, сликата во моја глава е, ако поминеме Црна Гора, да влеземе во тој втор круг и да победиме во следниот круг Маđарска, Унгарија е одличен резултат. Значи, кога би завршиле на таму 5-то место во група, пак сме на делба на тие исти места што ги збориме, затоа што од 8 до 12. Таму се Шпанија, Данска кои доаѓаат и Германија кои биле први 3, евентуално Словенија пред нас 4, тој круг до 8 место се затвара. Ја не гледам така сега, не знам кое место сме биле на минатото европско првенство, ти ми кажа дека сме биле 11. Би бил добар резултат кога би отишле понатака и би оставиле Унгарија позади себе.